Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден до сите слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве не во уште една поента со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Како и секогаш, така и овој пат ќе зборуваме за актуелни политички теми и случувања, при што би сакала оваа емисија да биде континуитет на претходните две поенти, бидејќи ова одлучив да ја посветам на можеби најзначајниот политички настан во светот, што буквално, јас го велам, го тумбаше политичкиот свет на глава, што буквално предизвика едно вистинско политичко салто мортале на светската политичка сцена, а се работи за изборот на господинот Доналд Трамп за нов американски претседател на Соединетите американски држави во наредните 4 години. Она што американците го доживеа минатата недела, навистина може да се сврсти во групата историски настани пар екселанс, бидејќи се работи за една историска пресвртница во политиката, еден историски breaking news, кој ќе остави сериозни траги во креирањето на новата светска политика, се надевам и на новиот светски поредок, но ќе остави сериозни траги и во моделирањето на светот на глобално ниво. Сведоштвата од гласањето на американците во еден Кливленд, во една Филаделфија, во една Пенсилванија, во една Флорида, го враќаат во тренд нормалниот политички вокабулар, оно што американците го заборавија благодарение на демократското владење на Барак Обама, но и сите негови претходници, вклучително и сопругот на Хилари Клинтон. Американците вообичаено зборуваат за американската политика како политика која што е поделена меѓу двете најголеми политички партии, демократите и републиканците. Американците вообичаено зборуваат за поделба на две концепции, на либерални и на конзервативни, на леви и на десни, но она што ги карактеризираше овие претседателски избори е дека токму овие прашања кои што се класични, кои што се традиционални на теренот на американските претседателски избори, не се случија токму на овие избори. Имено самите партиски конвенции покажаа дека овој пат на претседателските избори се подготвува нешто сосема поинаку. Ова изборна кампања што помина покажа дека на овие претседателски избори американците не избираа меѓу демократската и републиканската партија, туку избираа меѓу нормалното во политиката и од една страна и политика што целосно политички забега. Иако самата партиска конвенција на демократите делуваше како една нормална партиска конвенција, сепак таа не беше очекувана и нормална, како што беше очекувана и нормална во годините наназад, бидејќи се чувствуваше една сериозна разлика меѓу овогодинешната, но и минатите конвенции за избор на партиски кандидат за претседател, со тежината на зборовите што, например, еден Сандерс како против кандидат на Клинтон и ги упати на јавна сцена на самата партиска конвенција. Имено што од примарните избори во Демократската партија се види дека овие избори ќе бидат тешки, ќе бидат горчливи и ќе бидат многу спротивставени, или јас велам спротивставени како никогаш досега. Слушајќи ги тешките зборови на Сандерсоновите приврзаници упатени против Хилари Клинтон, можеше да се заклучи дека драмата во Демократската партија допрва предстои, не е завршена. Веројатно во периодот кој што следи ќе се случуваат брзи и тешки поделби токму во рамките на Демократската партија, а особено сега по поразот на Хилари на овие претседателски избори. Од друга страна, раздор и видливо незадоволство и несогласување имаше и кај републиканците. Видливо несогласување беше видливо со номинирањето на Доналд Трамп како претседателски кандидат од редот на републиканците. Се види дека во републиканската партија има и еден друг табор кој силно притиска против кандидатурата на Доналд Трамп,
против човекот што се кандидираше за председател од редот на Републиканската партија и човекот кој е, речиси, без ден политичко искуство. Трамп од самиот почеток имаше сериозни проблеми со членството на оваа партија, како што се сеќавам имаше проблеми со Тед Круз, неговиот партиски против кандидат, но имаше проблеми и со неколку поранешни председатели на Соединетите Американски држави, како Буш постариот и Буш помладиот, кои јавно се откажаа од поддршката на Трамп, но и од учеството на партиската конвенција кога беше номиниран. Исто така и Мит Ромни и Џон Маккейн, претходните партиски кандидати за председател на САД, од редот на републиканците, одбија да му дадат поддршка на Трамп и не учествуваа на партиската конвенција, што силно, би рекла, се одрази врз републиканскиот, врз воопшто имиџот на Доналд Трамп во републиканската партија. Интересно е што познатиот јавен обвинител Крис Кристи при својот говор на републиканската конвенција јавно го поддржа Трамп со констатација дека кандидатката за председател од редот на демократите е тежок криминалец и дека токму заради тоа мора републиканците да се обединат околу Доналд Трамп со цел да ја победат Хилари Клинтон, која што, цитирам, мора да биде фрлена во затвор. Така кажа Крис Кристи. И сега една недела потоа, откако се е познато, и полека работите стивнуваат во делот на реакциите и во делот на неверувањето меѓу политичарите и јавноста дека Трамп навистина ја доби битката и стана 45-тиот председател на САД. Сега е, мислам, вистинското време да ги анализираме политичките позиции на Трамп врз основа на кои тој ги доби овие избори. Добро е да видиме што се вети во текот на изборната кампања Трамп и што може да се очекува од Соединетите Американски држави во наредната година на економски, политички и друг план, секако и во годините кои што следат 4, би рекла, поред. Кои се главните или кои се носечките политички позиции на Трамп? Тоа се оние прашања кои што постојано си ги поставуваме ние како експертска јавност, но и јавноста пошироко. Што се планира да направи идниот председател на САД? Кои беа највпечатливите пораки, но и највпечатливите ветувања што Трамп ги упати на своите гласачи, но и до сите американци? И покрај тоа што од бројни аналитичари обвинет дека неговите политички позиции се толку многу менувани, што на крај од Трамп или се поставува прашање дали Трамп има воопшто своји политички позиции, на кои обстојал до крај. Сепак јас не би играла така и не би ги гледала работите со презир, туку напротив. Сакам да ја анализирам секоја негова политичка позиција искажана во текот на изборната кампања, онака како што таа беше напишана во рамките на неговиот политички план. Би ја започнала оваа анализа со позицијата на Трамп дека ако стане председател на Соединетите Американски држави, а тоа значи ево сила, бидејќи стана, сите американци ќе треба повторно да кажат Merry Christmas или Среќен Божик. Оваа наведом смешна позиција има длабока позадина, но и длабока порака која Трамп им ја испраќа на луѓето што не припаѓаат на христијанската вероисповест. Понатаму, една од најчесто споменуваните, но и најкритикуваните позиции од спротивниот табор на Трамп беше онаа дека ако Трамп стане председател на САД, ќе ги ослободи младите американци од така наречениот Common Core во образовната сфера, бидејќи како што кажа Трамп станува збор за вистинска катастрофа во образовниот систем и многу лоша работа која што треба да се тргне од образовната политика. Зашто станува збор? Трамп вети дека локалните областни училишта ќе добијат многу поголема контрола во процесот на образованието од онаа што ја имаат денес и, како што рече, дури размислувал во реформата што ја планира да ја спроведе во образовниот систем, дури да го укине, планирал да го укине Федералниот департман за образование, а целата политика образовна планира да ја спушти на ниво на федерални единици, да се крои на ниво на федерални единици. Што
Што значи иницијативата за заеднички државни стандарди во сферата на образованието кој Трамп сака да ја укине? Имено станува збор за образовна иницијатива во САД, во која што се утврдени деталите околу тоа што така наречените К-12 ученици треба да знаат за делот што се однесува на уметностите на англискиот јазик и математиката на крајот на секоја школска година. Бидејќи очигледно англискиот јазик и математиката, или би рекла англиската книжевност и литература и математиката, се најважните два предмета за кои што треба да се оценат на крајот на секоја школска година и согласно овие заеднички државни стандарди да се утврди нивото на успешност на овие два предмета кај секој ученик поединечно. Оваа иницијатива е спонзорирана од Асоциацијата на националните гувернери на Америка, но и од Советот на државните училишни директори, кој што има за цел да воспостави еден конзистентен образовен систем со конзистентни образовни стандарди во сите федерални единици, како и да обезбеди гаранции дека учениците кои ќе завршат средно образование ќе можат да се сметаат за подготвени да влезат во така наречените кредит курсеви на 2 годишни или на 4 годишни коледж програми или факултетски програми, а дел од нив дека се подготвени да стапат и на новото работно место. Се работи за стандарди кои што беа воведени уште далечната 1990 година, со кои треба да се мери исполнителноста на критериумите за мобилноста на учениците од федерална единица до федерална единица во рамките на Америка, а посебно да се мерат стандардите во делот на утврдувањето и дефинирањето на тоа што се очекува од учениците да знаат и да направат по секој завршен степен на образование, како и стандардите за примена на наученото, односно соодветно мерење на квалитетот, дали и колку учениците ги задоволуваат тие стандарди, односно дали тоа што го научиле може да го применат во пракса. Како дел од оваа образовна реформа, федералните гувернери и корпоративните лидери формираа организација во 1996 година, како двопартиски поддржана организација со цел да се покачат академските стандарди, но и со цел барањата за завршување на образованието на одредени степени, да се во смисла да се подобри примената на наученото во пракса и да се засили одговорноста во сферата на образованието во сите 50 федерални држави. Како иницијална мотивација за развој на овие Common Core државни стандарди беше што истите станаа дел од проектот Американска диплома. И сега во 2004 година во извештајот под наслов "Подготвени или не, креираме високообразовна диплома, што ќе значи", е утврдено дека и работодавците, но и граѓаните што бараат работа, бараат многу повеќе од дипломирани студенти во споредба со минатото. Значи, многу повеќе од дипломираните студенти се бара во пракса од страна на работодавците од она што порано се барало. И според анализите на заедничката организација формирана за оваа цел, цитирам, постојните очекувања на учениците во средните училишта се многу поголеми од оние кои ги имаа учениците порано. Најголемиот проблем со кој што се соочува американскиот образовен систем е што завршените ученици во средно образование, како и оние на факултетите, немаат доволно способности и квалификации да напредуваат на коледжите, односно на повисоките нивоа на факултетско образование, односно на докторски студии или на постдипломски студии, ниту пак имаат доволно способности и квалификации да напредуваат на работното место. Завршен цитат, што представува еден, би рекла, отрезнувачки момент за тоа дека нешто не чини во образовниот систем на Америка. Понатака цитирам дел од извештајот, велат додека студентите и нивните родители се уште веруваат дека дипломата на нивните деца е адекватна подготовка за интелектуалните барања поврзани со светот на возрастните, во пракса се поочигледно станува дека самата диплома не е доволна, се вели во извештајот,
И во него исто така стои дека самата диплома ја губи вредноста бидејќи завршениот ученик или студент не може адекватно да се надпреварува во секојдневниот живот, поради што решението на овој проблем не се нашло во воспоставување заеднички сет на ригорозни образовни стандарди, кои еве сега гледаме дека Трамп ги смета за тотална глупост, поради што тој вети ослободување од истите во рамките на образовниот систем. Според Трамп, час поскоро, Америка треба да се ослободи од овие глупави стандарди, како што ги нарекува самиот Трамп. Значи, очигледно дека нешто не бива во образовниот систем на Америка. Токму тоа го потврдуваат и извештаите кои што секојдневно стигнуваат до Департманот за образование на федерално ниво. И најверојатно врз основа на анализите кои што стигнуваат до овој департман, Трамп се одлучил за голем рез или големи промени во делот на образовниот систем. Што друго вети Трамп во текот на својата изборна кампања? Вети дека Агенцијата за заштита на животната средина, така како што е организирана, најверојатно откако тој ќе ја преземе претседателската функција, повеќе ќе ја нема. Тоа не значи дека Трамп не води сметка за заштита на животна средина, но има проблем со начинот како е организирана и како функционира Агенцијата за заштита на животна средина. Се поверојатно е дека американците ќе се збогуваат и од системот на здравствената грижа или здравствениот систем кој го промовираше и го воспостави актуелниот претседател Барак Обама, при што Трамп вети негова замена со, цитирам, многу подобар здравствен систем. Трамп исто така вети уривање на сите регулаторни пречки и бариери меѓу федералните држави во однос на остварувањето на правото на здравствено осигурување, при што Трамп најави заеднички национален план за ново здравствено осигурување, кој ќе го замени постојниот, кој според Трамп едноставно не чини. Трамп исто така вети засилена и подобрана здравствена нега на сите граѓани американци, вети нов квалитет на здравствената помош, но вети и засилена социјална сигурност, без ниту едно кратење на бенефициите на социјалните осигуреници, што е исклучително поволна мерка за сите оние кои што се корисници на социјална помош, односно за најранливите категории на граѓани кои што се живеат во Соединетите американски држави. Трамп исто така се заложи за отворање посебни фондови за планирање на мајчинството, па во таа насока постојано во текот на кампањата повторуваше колку тој самиот работи за да многу повеќе се грижи за жените од било кој претседател до сега и дека ја почитува секоја жена во Америка, но и надвор од неа. Значи, едноставно, целата кампања, бидејќи беше сериозно нападнат од неговата против кандидатка дека ги омаловажува жените и дека ги злоупотребува истите, Трамп постојано немаше, би рекла, ден да не ја спомне грижата за жените и почита која што ја има кон секоја жена, без разлика на незината раса, вера, социјално потекло и така натаму. Или едноставно ќе цитирам, навистина ќе покажам дека ги почитувам и дека се грижам за секоја жена. Затворен цитат, Доналд Трамп. Во Трамповите ветувања најсилно место зацеди повторната изградба на инфраструктурата на САД или едноставно пренасочување на државните средства кон ревитализирање на многу мостови, ревитализирање на многу патна инфраструктура, но и ревитализирање на многу аеродроми во земјата, кои, како што често знаеше да каже во текот на изборната кампања, личат на оние што ги гледаме во државите од третиот свет. Предпоставувам, не мисли на делови на државите од Западниот Балкан. Најчесто осврнување во секој говор во текот на кампањата Трамп имаше на борбата против радикалниот исламски тероризам и во овој контекст тој често пати се осврнуваше и на потребата од воведување трајна забрана за влез во Соединетите американски држави на странските муслимани кои сакаат да влезат во САД, со една додавка која постојано медиумите кои што не му беа наклонети сакаат да ја тргнат,
цитирам, додека нашите државни представници не ни кажат што навистина се случува со овој проблем, значи додека не се добие јасна слика од државните институции што се случува на теренот на радикалниот исламски тероризам во Соединените американски држави, тој предлага воведување на трајна забрана за влез на тие странски муслимани во Соединените американски држави. Тука ќе направиме мала пауза за реклами. Останете со Поента и со Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве на назад во емисијата. Зборував за политичките позиции на Трамп, кои што ги постојано актуализираше во текот на целата изборна кампања и едноставно врз основа на анализа на неговите политички позиции да изградиме, би рекла, еден сопствен став околу тоа што може да очекува светот, но и Соединените американски држави од политичкото делување на идниот 45-ти поред претседател на Соединените американски држави. Интересно е што во однос на трајната забрана за влез на САД во САД на странските муслимани, која всушност беше и најчесто критикувана од голем број, не само од неговиот против кандидат, туку и од голем број на експерти, граѓани и така натаму. Интересно е што Трамп во текот на изборната кампања постојано ги менуваше своите изјави, би рекла почнувајќи од онаа најрадикалната за трајна забрана и како одеше изборната кампања почнуваше да станува поумерен во делот на разгледување на барањата од страна на официјалните власти, дека ако официјалните политички институции или државни институции утврдат дека не постои некоја сериозна опасност за влез на тие лица во САД, дека таа може забрана и да не биде испочитувана. За Трамп не е спорен влезот во Америка на сите оние кои што се особено докажани во своето поле, како што се истакнати бизнесмени, спортисти и така натаму. Трамп многу пати во текот на кампањата повикуваше на целосно затворање на границите на Америка за сиријските мигранти, дури често пати зборуваше за исфрлање од земјата на оние што веќе влегле во САД. Тој исто така зборуваше за потребата од креирање на база на податоци за сите сиријски бегалци, но и можна база на податоци за сите муслимани што како бегалци или мигранти влегле во Соединените американски држави, при што и тука може да се видат одредени нијанси на разликување на неговите изјави, би рекла од месец во месец. Според зборовите на Трамп, богатите нации од Персискиот залив, посебно ја споменува Саудиска Арабија, треба да платат за тешко зачуваната така наречена сигурна зона во Сирија и интересно е неговото видување за идејата поврзана со затворање на некои од џамиите во Соединените американски држави. Тој често пати повторуваше во текот на изборната кампања дека е отворен за оваа идеја и дека е подготвен да ја реализира истата, мислејќи на затворање на голем број џами во голем број федерални единици во Соединените американски држави. Интересно е исто така што тој се заложи никогаш да не земе одмор, додека им служи на своите граѓани како претседател на Соединените американски држави, потенцирајќи потребата постојано да се работи за интересите на американците, што представува, би рекла, прв ваков пример од останати председателски кандидати да јавно кажа дека буквално нема да престане да работи се додека не ги исполни сите ветувања дадени на американските граѓани. Исто така, она што е интересно е што Трамп вети дека ќе го истражи до детали случајот со злоупотребата на приватниот имейл сервер на Хилари Клинтон, додека таа била на служба државен секретар, па дури во една од дебатите јавно кажа дека ќе ја затвори Хилари заради пропустите што ги имала во текот на вршењето на функцијата државен секретар. Секако тоа нема да може да го направи без за тоа да постои и судска пресуда во која што ќе биде Хилари Клинтон обвинета, односно осудена дека е виновна за сторена злоупотреба на службената положба.
Исто така, оно што е интересно е дека Трамп вети дека медицинската марихуана ќе биде широко достапна за пациентите, посебно оние тешко болните, дека ќе им дозволи на сите федерални држави да одлучат дали сакаат целосно да легализираат марихуаната или не, медицинската марихуана. Исто така, оно што е интересно, што посебно пробуди интерес кај НАСА и кај другите агенции и служби поврзани со вселенското истражување е што Трамп вети дека ќе ги намали, па дури и целосно ќе ги укине средствата за вселенско истражување, додека Америка финансиски не закрепне. Но она што е посебно интересно е што понуди еден допадлив предлог, би рекла, со кој ги охрабрува приватните иницијативи во делот на вселенското истражување. Значи, едноставно ќе го пушти каналот, би рекла, на приватно партнерство, односно приватни иницијативи за вселенско истражување и наука. Она што е посебно интересно како за мене како правник е што Трамп најави голема реформа во Врховниот суд на Америка. Тој вети дека во него место ќе има само за најдобрите правници во Америка. Со оглед дека председателот на САД е тој што одлучува за изборот на врховните суди, а секако за нивниот избор потврда треба да бара од Сенатот. Тоа значи дека Врховниот суд на САД во мандатниот период на Доналд Трамп навистина ќе доживее многу персонални промени, но се надевам и промени во делот на квалитетот на работењето на Врховниот суд. Значи се надевам и на промени што ќе донесат до новини во делот на судската работа на овој највисок судски орган во Федерацијата. Трамп исто така вети дека федералната единица Ајова ќе продолжи да биде домаќин на првиот номинацијски избор на председателските кандидати, односно дека ќе продолжи традицијата караванот на председателските избори да започнува секогаш од Ајова. Она што посебно остави впечаток во неговите политички позиции е што Трамп вети засилување на армијата и на војската на Америка, или како што има кажано, цитирам, да ја направиме армијата на САД толку голема, толку силна и толку моќна, што никој нема да може да игра игри со нас, американците. Она што се очекуваше од Доналд Трамп, но тој јавно го најави на сите негови настапи во изборната кампања, е дека тој ќе биде многу политички непредвидлив, или кажано со неговите зборови, никој нема да може да не фати, затоа што јас сум толку непредвидлив, што едноставно не може да ме прочита никој, мислејќи пред се на светските политичари. Посебно интересен ставот на Трамп во однос на односите со Русија и интересна неговата констатација или неговиот став дека ќе дозволи на Русија да се справи со исламската држава во Сирија, мислејќи на ИСИС, при што тој вели дека и тој ќе работи или ќе работи заедно со рускиот председател Владимир Путин, да, како што рече, ги уништиме нашите заеднички непријатели. Според него уништувањето треба да биде преку бомбардирање на нафтените полиња кои што се контролирани од исламската држава, и откако ќе бидат заземени од американската војска, односно од американската армија, треба самите воени ветерани да го поделат профитот меѓу себе, а како оние што учествувале во битките за заземање на нафтените полиња, така и поделба на профитот меѓу членовите на семејствата на загинатите ветерани кои загинале во текот на борбите, што представува еден интересен предлог, но пред се интригантен предлог, особено за соучеството на Америка со руските сили за борбата против исламската држава. Идејата за ваквиот став, вели Трамп, е да се таргетираат и да се убијат и роднините на терористите на ИСИС. Исто така тој предлага и затварање на делови од интернет пристапите или можностите преку интернет порталите или интернет мрежите да се
регрутираат американски деца од страна на терористите на исламската држава за своји цели и потреби, што е исто така едно од големите ветувања на Трамп дека ќе направи се, особено во делот на заштитата, да не може да американските деца да бидат злоупотребени за терористички цели. Трамп исто така вети дека ќе ја врати мерката на казна со употреба на вода или така наречено водено задушување, што администрацијата на Обама неправедно ја укина според Трамп, сметајќи ја за тортура. Оваа мерка е всушност форма на давење на осуденото лице, која Трамп ја најавува за сите оние што ќе бидат фатени во вршење на терористички акти. И сега прашањето е кој е тука посуров во политичкото делување или во казнената политика, дали Трамп или Ердоган, одлучете сами. Тука ќе направиме мала пауза за реклами, имаме една музичка numera и нормално станете со Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве назад во студиото, зборуваме за политичките позиции на Трамп или што може да очекува светот, американците и воопшто би рекла сите граѓани кои што се заинтересирани за светската политика од новиот претседател на Соединетите американски држави. Кажав дека Трамп се залага за повлекување на американските трупи од Авганистан, бидејќи како што вели тој, тие се голема американска катастрофа во смисла на присуство на американските војници во Авганистан, а интересен е и односот или ставот на Трамп кон заштитата на државата Израел, но исто така интересен е ставот на Трамп во делот на зголеменото американско воено присуство во источното и северно Кинеското море. Оно што посебно привлече внимание во светската политика е што Трамп вети дека ќе внесе така наречена аут клаузула на иранскиот договор, се додека, како што рече Трамп, не се договори негово целосно укинување. Тука беше или интересно за спомнување неговата изјава, цитирам: "Ветувам дека никогаш нема да одам на трки со велосипед. Тоа можам уште сега да ви го ветам", им рече Трамп на американците во контекст на критицизмот што јавноста му го упати на државниот секретар Џон Кери, кој беше повреден на трката со велосипеди која што се одржа со цел помош за реализирање на иранските преговори со Соединетите американски држави. Интересен беше и неговиот став, одбивам да го насловувам иранскиот лидер со неговото омилено име. И како што им кажа на сите американци, ветувам дека јас никогаш нема да го нарекувам иранскиот лидер врховен лидер, туку ќе го ословувам со "Hey baby, how are you? How are you doing?" Никогаш нема да го наречам врховен лидер, тоа можам да ви ветам уште сега. Исто така ветувам дека ќе преговарам да ги ослободам сите американски затвореници кои се во Иран уште пред да дојдам на служба. Токму 5 од затворениците кои што се во Иран беа пуштани на слобода, вклучително и репортерот на Вашингтон Пост Джейсон Резајан, при што Трамп си го припиша ово ослободување како своја заслуга уште пред да стапи на служба. Оваквото ослободување на новинарот, тој го надоврза со неговото ветување дека остро ќе се спротистави на секаков обид или секакво убиство на новинар, или како што тој кажа: "Иако некој од новинарите ги мразам, никогаш не би ги убил." Исто така во делот на засилената армија или силната војска која што сака да ја гради Трамп во Америка, тој во тој контекст има кажано дека бара големи генерали, ги спомна како по примерот на генерал Патон или генерал Мекартур, на кои нема да им дозволам да излегуваат на телевизија за да ја објаснуваат воената стратегија на Америка, или како што тој вели: "Нема да дозволам моите генерали да бидат интервјуирани од ниту една телевизиска куќа или печатен медиум." Трамп
кажа дека ги почитува генералите што се крути, затворени, но и што имаат почит кон своите војници, кон своите трупи, и Трамп го нарече сегашниот генерал Бергдал предавник и рече дека ќе го обнови неговиот случај веднаш по изборите. Се работи за оној генерал кој во 2009 година исчезна од базата во Авганистан, каде што беше распореден на мисија. Токму за него Трамп рече дека беше прилично крут и остар во кампањата и рече дека ќе го исфрли како валкан и расипан предавник од авион на територијата на Авганистан, без при тоа да му даде било каква заштита, односно ќе го катапултира без падобран. Вокабуларот на Трамп е навистина многу директен и многу тежок. Тој во текот на кампањата повика дури на спалување на сите оние корумпирани и некомпетентни лидери на Американскиот департман за ветерански работи, поврзани со армијата, и повика на драматични реформи во овој департман, но и драматични реформи во армијата. Трамп дури се заложи за обезбедување на идентификациона карта, но и би рекла некој вид на комплексна карта за секој ветеран, со кој што ќе се обезбеди не само медицинска грижа на секој ветеран, туку ќе се обезбедат, би рекла, сите услови за нормално живење на секој ветеран, особено на оние што живеат во руралните средини, нив посебно ќе им се обезбеди адекватна медицинска нега. Интересно е што во неговиот твит од пред неколку недели Трамп порача дека ветераните, за разлика од порано кога не биле воопшто згрижувани од страна на претходните председатели, поради постојната корупција и поради некомпетентноста на оваа агенција за заштита на интересите на ветераните, Трамп вети дека тоа ќе запре и дека тој ќе го среди целиот тој проблем многу брзо. Исто така, Трамп се заложи за многу поголемо инвестирање во програми кои ќе им помогнат на војните ветерани да се вратат полесно во граѓанскиот живот, вклучително и организирање на посебни тренинзи за работа, полесно наоѓање на работно место, секако зголемување на фондовите за третман на посттрауматски стресови, на психолошки проблеми со кои што се соочуваат ветераните, на посебни услови за ментална грижа на ветераните и слично. А во тие програми за ветераните Трамп вети дополнителни 5 поени при конкурирање на работно место на секој ветеран. Исто така Трамп во текот на изборната кампања вети враќање на американците, на сите американци кои што се вработени во Кина, Мексико, Јапонија и секаде во светот дома. Или како што кажа тој, јас ќе бидам председател кој најмногу ќе отвора нови работни места. Јас ќе бидам човекот што ќе биде посветен на проблемот на невработеноста, и во тој контекст, цитирајќи го Рено, Трамп вели: јас ќе бидам големиот, дебелиот, убавиот корисник на таквата политика на нови работни места. Затворен цитат. Инаку во еден твит на Трамп, кој гласи: јас ќе создадам нови работни места како никој друг председател до сега, тој фактички им се ги критикува сите досегашни председателски лидери од редот на Демократската партија, кои како што кажа Трамп никогаш не може да се надпреваруваат со него. Во овој контекст на вработување, интересно е што Трамп им вети на сите студенти на Волфорд колеџот во Јужна Каролина, каде што Трамп има завршено студии, дека ќе добијат работа веднаш по дипломирањето. Трамп исто така вети агресивни, би рекла, предизвици и агресивни одговори кон економската моќ на Кина, посебно преку една своја изјава каде што Кина ја нарекува валутен манипулатор или држава која што е класичен валутен манипулатор. И токму затоа Трамп вети усвојување на политика на нулта толеранција кон измамниците од кинеско потекло, вели тој, од делот на интелектуалната сопственост, но и измамничкиот трансфер на технологија.
И при тоа тој се заложи дека ќе ги уништи кинеските правила во делот на работните односи, односно нели најевтин платен труд во светот. Исто така ќе ја уништи трудовата политика на Кина, како и политиката на немање еколошки и нормални работни стандарди и услови за работа на секој вработен во оваа држава. Во врска со односот кон Кина, Трамп на шега има кажано, наместо да му фрлиш на кинескиот председател државна вечера, купи му еден Макдоналд хамбургер и каже му дека го чекаме доле на работа, мислејќи и тој да се фати за работа, да биде корисен за нацијата и за светот. Во овој контекст на, условно кажано, градење на правила кои ќе доведат до фер трговија, Трамп се залага за фер наместо за слободна трговија. Во овој контекст тој вели дека ќе ги собере сите најпаметни преговарачи во светот и ќе ги назначам во секоја држава посебно и повторно ќе ги ставам на преговори сите странски трговски договори кои што се склучени помеѓу САД и другите држави. Тој посебно го апострофираше мултимилионерскиот фондовски менаџер Карл Икан, дека ќе биде ставен како главен во трговските преговори со Кина и со Јапонија, исто така вети назначување на нов амбасадор американски во Јапонија, кој што, како што Трамп нарече, треба да биде во наводници убиец за интересите на Америка во Јапонија, а не како што е ноншалантниот однос на сегашниот амбасадор Каролин Кенеди. Овде правиме мала пауза за уште една реклама и нормално станете со финалето на емисијата Поента, се враќаме за неколку минути. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве на назад во студиото на Радио Слободна Македонија, вие сте со емисијата Поента. Одиме понатаму со ветувањата на Доналд Трамп во текот на изборната кампања, кои како политички позиции и ветувања американците очекуваат дека ќе бидат исполнети. Интересно е што Трамп јавно му се обрати на председателот на корпорацијата Ford Motor, дека ако не ги одложи плановите за изградба на масовни индустријски области во Мексико, неговата компанија ќе се соочи со поголем данок, односно тој, како што кажа, со 35% данок од секоја кола која што повторно ќе биде увезена во САД. Трамп е сигурен дека ова ќе го направи уште пред да преземе функцијата на 20 јануари 2017 година. А исто така, како што каже, уште пред да ја преземе функцијата, ќе го присили Набиско уште еднаш да направи Ореос во Америка, оние популарни кукис во Америка, кои што сега не се произведуваат во Америка, но ќе го принуди Apple да ги произведе неговите, како што вели, damn computers, односно проклети компјутери во Америка, и едноставно ќе ги принудува сите американски компании да ги произведуваат своите производи, своите стоки и услуги, би рекла, во Америка, а не надвор од Америка, што представува едно вистинско свртување во делот на производствените услуги, но и во делот на резонирањето на еден американски председател во корист на американските интереси. Тој се залага за воведување на нови даноци за секој увезен производ, со што ќе се стимулира домашното производство. И тој вели, бројките со кои што ќе играм на ова поле, значи на воведување нови даноци, се 32, 34 и дури 35% данок на секој производ кој што ќе биде увезен во Соединетите американски држави. На овој начин, според него, ќе се зголеми националната економија најмалку за 6%, како што предвидува Трамп, а ќе се намали постојниот национален долг кој што во моментов е фрапантни 18 трилиони американски долари, преку силно елиминирање на овие трошоци, но и на сите оние измами, злоупотреби, корупција која што е присутна во федералната власт, ќе ги укине сите непотребни штетни владени програми и ќе ја засили економијата преку зголемување на даночните стапки.
Трамп вети скратување на буџетот на 20% преку едноставно повторно преговарање за сите прашања врзани со буџетот, а исто така вети дека ќе ослободи земјата од Дот-Франк Wall Street реформата, но ќе го ослободи и системот од Законот за заштита на потрошувачи, при што вети дека ќе внесе сосема поинаква законска регулатива во овој дел. Исто така, Трамп вети поедноставување на даночниот код на Америка, како и намалување на даночната стапка од 7 на 4%. И она што е новина е дека најбогатите луѓе според Трамп треба да плаќаат 25% данок, додека корпоративната даночна стапка треба да падне на 15%. Трамп исто така рече дека ќе ги елиминира сите така наречени брачни казни на даночни плаќачи и ќе ги ослободи граѓаните од така наречениот алтернативен минимум данок, кој што сега го плаќаат, би рекла, јал-неал. Исто така, Трамп вети дека луѓето што заработуваат помалку од $25,000 годишно или брачни двојки кои што имаат вкупен буџет помал од $50,000 американски долари годишно, дека нема да плаќаат данок, што е навистина една голема пресвртница во даночната политика. Она што на шега го кажа, но беше сериозен во својата намера е дека овие даночни обврзници во наводници ќе бидат обврзани да пополнат еден формулар до внатрешната даночна служба во која што ќе напишат: јас победив, мислејќи на тоа дека секој што ќе биде ослободен од данокот, кој што е, би рекла, со помалку од 25, односно $50,000 вкупен приход годишно, дека фактички победил, односно дека американскиот претседател му овозможил подобри услови за живот. Исто така, Трамп вети на американците дека се уште ќе може да се дозволат да играат голф, бидејќи нели голфот е за богатите. Тој на тој начин и символично им порача дека за секи имаат можности и за секи имаат пари. Исто така, Трамп најави ослободување од голем број на корпоративни такси и разни други давачки на корпорациите кои што го одржуваат американската економија. Понатака, на својот прв ден од службата, Трамп вети дека ќе се ослободи од зоните каде што слободно може да се користи оружје, посебно во делот околу училиштата, бидејќи според него тоа мора да биде заедничка цел или заедничка смисла на сите американци, бидејќи тоа е во насока на подобрување на менталното здравје на нацијата, да се заштити нацијата од масовни убивања и масовни пукања. Како што рече Трамп, ќе се ослободиме од гангстерите и ќе го предадеме оружјето во рацете на good guys, односно добрите момци. Трамп вели дека ќе ги ослободи граѓаните од конкретни видови оружја и секако публикации наменети за оружје и дека ќе промовира политика добрите, честните луѓе да имаат, да поседуваат оружје по свој избор, дека тој нема да го забрани поседувањето на оружје, но сето тоа мора да биде условно во легална постапка одобрено. Оно што е интересно и што доста ми остави печаток е дека Трамп вети дека ќе воведе минимум затворска казна од 5 години, значи 5 години да издржува казна затвор во федерален затвор за секое насилно лице што употребило оружје, без никаква можност од помилување или предвремено излегување од затвор, значи минимум 5 години затворска казна за секој оно што употребил оружје, без разлика дали убил некој или ранил некој, повредил некој или едноставно само го употребил. Исто така Трамп вети дека ќе потпише извршна одлука со која ќе повика на извршување смртна казна за секој што е прогласен за виновен поради убиство на полицаец, што представува сериозна заштита на полицијата во Соединените американски држави. Исто така Трамп вети обезбедување на повеќе финансиски средства за обука и тренинг на полицијата, како и повеќе финансии за лекување од разни видови зависности, посебно од зависност од дрога, односно од хероин. На првиот ден на службата Трамп вети дека ќе ги суспендира сите извршни одлуки на Обама поврзани со имиграцијата, што вклучува и ослободување, односно уништување на така наречените градови за престој на имигрантите,
кој Трамп ги нарече бегалски центри за криминал. Тој најави депортација на дури 11 милиони мигранти кои илегално живеат во САД и во таа смисла заради безбедносни причини ќе триплира бројката на службеници задолжени за контрола на миграцијата, но и задолжени за царината во Соединените Американски држави. Исто така Трамп најави дека ќе им дозволи на нископлатените странски работници да доаѓаат во Соединените Американски држави со трајна работна виза, бидејќи како што на шега кажа, тоа да се единствените луѓе што сакаат да собираат грозје во Америка. Она што исто така интересно е дека Трамп ќе стави крај на правото на стекнување државенство само по основ на раѓање, дека самото раѓање не може да ти носи државенство, туку дека ти се потребни други услови да ги исполнуваш доколку сакаш да стекнеш американско државјанство. И исто така се залага Трамп во неговата кампања постојано упатуваше на еден слоган кој што е мощно успешен, а тоа е да ја направиме Америка повторно голема, повторно силна, како што стана премногу слаба. И во еден негов твит Трамп напиша дека САД се повеќе и повеќе изгледаат како тигар на хартија, но тоа нема да биде така доколку Трамп победи. И бидејќи победи, и бидејќи е лидер кој навива за Америка и кој ќе вете дека ќе го врати победничкиот дух во земјата, Трамп нагласи дека ќе го направи американскиот бренд повторно голем и повторно силен и дека ќе го врати американскиот сон повторно, а Америка ќе почне да победува сериозно во однос на сите останати држави. Толку многу ќе победуваме, рече Трамп, и со ова ќе завршам, толку многу победи за победи ќе редиме, што вие, мислејќи на американците, ќе ме молите мене. Ве молиме, господине председателе, дозволете ни еднаш или два пати да изгубиме. А јас ќе ви речам, нема шанса, ние постојано ќе победуваме, ние никогаш нема да губиме, ние никогаш нема да губиме. Овде морам да затворам емисијата Поента и покрај тоа што имав уште многу што да споделам со вас, интересни политички позиции кои ќе видиме колку ќе се остварат во реалноста, но како и да е, интересно е што американците конечно слушна некои нови видувања и некои нови идеи за тоа како да се решат и да се надминат горливите американски проблеми. Се надевам дека многу од политичките позиции на Доналд Трамп ќе бидат искористени во македонската политика со цел да си ја зачуваме нашата безбедност и сигурност, но и да просперираме економски напред, да одиме, и да обезбедиме подобра економска иднина на сите македонски граѓани. Останува уште толку да ви се заблагодарам за вниманието и да кажам дека емисијата Поента се емитува во рамките на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 15 ноември 2016 година. До наредниот вторник останете ми во добро здравје и добро расположение. Се слушаме. Поздрав и пријатно. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.